Ферари во Женева секогаш пристигнува со нешто возбудливо. Овој пат тоа беше новиот F8 Tributo кој го сменува 488 GTB. Тој со изгледот го трасира патот на нов дизајнерски јазик на марката кој во овој случај одава почест на оригиналниот 308 GTB. Централно сместениот 3,9 литарски твин турбомотор располага со 720 коњи, кој до стопка ќе изгалопираат за 2,9 секунди. Максималната брзина му изнесува 340 км на час, а нивото перформанси е подигнато со серија механички зафати, олесната каросерија и подобрена аеродинамичка ефикасност. Првите испораки се предвидени за 9 до 10 месеци. Ексклузивноста не признава никакви граници, дури ни оние што самите ќе си ги поставите. Тоа го потврдува примерот со најновиот модел на Bugatti, направен во само еден примерок по повод 110 годишнината на марката. Со ознака La Voiture Noire или во превод црн автомобил, тоа е модерна интерпретација на Type 57 SC Atlantic, кој основачот на Bugatti го има загубено во Втората светска војна. Механиката е добро позната од Chiron, а каросеријата со уникатен изглед рачно изработена од карбон. Посебно плени задниот дел со LED светлата по цела широчина и 6 издувни цевки. Кулминацијата во целата приказна за него е цената, која првобитно била предвидена да изнесува 11 милиони евра. Но председателот на Bugatti, Штефан Винкелман, откри дека La Voiture Noire е продаден на посебен љубител на марката за дури 16,5 милиони евра. Кој е срекникот што ќе го има, не е познато. Во шведската мануфактура Koenigsegg не размислуваат многу за максималните брзини. Тие за нивните автомобили се нешто сосема нормално, исто како и енормниот број конјски сили. Наследникот на Agera RS, кој под името Jesko беше представен во Женева, ги има 1600 и се добиени од 5-литарски V8 мотор кој како гориво користи етанол. За нивни пренос на подлогата во Koenigsegg развија собствен 9-степен менувач кој овој двосед може да го дотера до 482 км на час. Вратите и поклопците на багажникот и моторот ќе се отвораат со притисок на копче, а дисплејот на инструмент таблата е сместен во столбот на управувачот. Во план е да се направат 125 примероци со цена од околу 3 милиони евра секој. После појавувањето на обновениот Huracan во купе изведба, Lamborghini ја подготви неговата Spider варијанта. Изменетиот браник со спойлерот и отворите за воздух му даваат нешто поагресивен изглед. На задниот дел се забележуваат дотераните светла, новиот дифузер и издувните цевки сместени над него. Визуелните измени ги заокружуваат 20-инчните тркала и бочните отвори за воздух. Атмосферскиот V10 мотор доби мало засилување и сега располага со 640 коњи. Забрзувањето од 0 до 100 км на час трае 3,1 секунда, а до 200 му требаат 3 пати по толку. Во пакетот вреден 200.000 евра се вклучени и активно ослонување, управување на сите 4 тркала и интегриран систем за контрола на динамиката. Семејството Пих се враќа на автомобилската сцена, овој пат преку Антон, синот на поранешниот шеф на Volkswagen групата Фердинанд Пих. Неговата прва креација со ознака Mark Zero е електрично спортско купе со 2 седишта и елегантен ретро дизајн. Располага со 3 електромотора со вкупно 612 конјски сили, а проектирано е во него да може да се вгради и хибриден погон. Перформансите му се повеќе или помалку на ниво на сличните вакви возила, забрзува до 100 на час за 3,2 секунди и има автономија од околу 500 км. Во план е да се направат и модел со 4 седишта и спортско корисно возило.
Како име познато само на вистинските љубители на автомобилите, Hispano Suiza се подготвува за враќање во голем стил. Задачата за тоа ќе ја има електричниот Кармен, развиен од страна на партнерската компанија QEV Technologies од Барселона. Овој ексклузивен автомобил има шасија од јагленородни влакна и иновативна внатрешност од композитни материјали која се одликува со луксус. За погон се задолжени два електромотора со преку 1000 конски сили, а предвидената автономија треба да надмине 400 км. Во план е производство на серија од само 19 примероци, чија испорака по цена од 1,5 милион евра ќе започне во јуни идната година. Помалку од година, откако Pininfarina лансираше посебен бренд автомобили под своите ознаки, се појави првиот модел. Станува збор за ултраексклузивен хиперавтомобил кој за разлика од другите вакви изгледа складно елегантен. Внимание привлече и неговиот електропогон со потекло од хрватскиот Римац C2. Ги има истите 1900 конски сили кои ќе го забрзаат до 100 км на час за помалку од 2 секунди. Првите испораки се планирани за идната година, кога Pininfarina ќе одбележи 90 години од постоењето. Затоа и овој модел го носи името на неговиот основач Батиста. Планирано е производство од 150 примероци по цена од 2 милиони евра. Да беше жив, Леонардо да Винчи би бил горд на Итал дизајн и неговото големо купе која ја имаше премиерата тука во Женева. Со должина од 5 и широчина од дури 2 метри и 12 сантиметри, ова парче автомобилска уметност како магнет ги привлекуваше погледите на посетителите. Големите врати, носот налик на ајкула и брзиот заден дел никого не оставија рамнодушен. Ниту технологиите замислени за него, за кои сепак малку се зборуваше. Повеќе се слушаше прашањето за евентуалното производство кое би било строго лимитирано. Цената пак никој не ја спомена. Кенгур од Италија во Женева може да донесат само вистинските истражувачи на автомобилскиот дизајн, како што се Джорџето и Фабрицио Џуџаро. Нивната студија е вон стандардна мешавина на спортско корисно возило и супер автомобил, чии перформанси ги обезбедува електропогон. Располага со 490 конски сили и солидна автономија од 450 км, а за конструкцијата се употребени алуминиум и јагленородни влакна. Сите 4 тркала се задвижувани и управувани, а возачот може да бира 3 позиции на клиренсот меѓу 14 и 26 см. Погледот наназад го обезбедуваат камери место ретровизори, а до двете лесни седишта се стигнува преку вратите со интересен начин на отворење. Неговите творци воопшто не споменаа ништо за неговата иднина. Италијанската компанија Touring Superleggera за годинешното издание на Женевскиот салон подготви интересен автомобил. Се работи за отворена верзија на ексклузивниот Шади Перисија, која освојата промоција имаше минатата година токму тука. Како инспирација за каросеријата изработена рачно од дизајнерите им има послужено Maserati 5000 GT од 1958 година. Внатрешноста е направена во најфини манири, а механиката е позајмена од Maserati Gran Turismo. Италијанците наведуваат дека за производство на еден примерок од овој кабриолет им се потребни околу 6 месеци.
Точно 12 месеци по представувањето на Lagonda Vision концепт, Aston Martin го прикажа својот адут за влез во светот на луксузните теренци. Со него марката ќе се вклучи во трката што ја започнаа Rolls-Royce и Bentley, но британците очекуваат да биде подобар од нив бидејќи ќе има електрична погонска група. Дизајнот му е провокативен, а примената на футуристички технологии значајна. Овој маркантен модел на Aston Martin Lagonda во продажба треба да се најде во 2021 година. Летечки автомобили се уште немаме, ама Goodyear веќе има тркала за нив. Тие на салонот во Женева се пречекани како изненадување и чекор кој може да значи пресвртница во развојот на ваквите возила на иднината. При возење по земја тие имаат улога како класичен пневматик. Газечкиот слој место странични ѕидови се потпира на еластични елементи изведени како пропелер. При полетување тркалата заротираат за 90 степени, претворајќи го возилото во еден вид голем дрон. Визионерски замислени, тие тркала со помош на оптички сензори ја следат моменталната ситуација и ја контролираат безпрекорноста на сопствената структура за да се обезбеди неопходната сигурност. Во нив е вграден процесор со вештачка интелигенција со кој ќе комуницираат со инфраструктурата и другите возила на земја и во воздух. Иднината е во струјата, но бензинот се уште ги краде емоциите. Најдобар доказ за тоа е титулата Европски автомобил на годината која Jaguar I-Pace ја освои во тесна битка со Alpine A110. Жирито, составено од 60 автомобилски новинари од 23 европски земји, им додели еднаков број поени по 250, но Jaguar имаше 18, а францускиот спортист 16 први места во гласањето и го однесе ласкавото признание. Неговата победа беше загрозена и од Kia Ceed, која освои 247 поени, а ниту Ford Focus со 235 не беше многу далеку. Останатите финалисти Citroen C5 Aircross, Peugeot 508 и Mercedes A-класа останаа на пристојна оддалеченост од битката за европскиот автомобилски трон. Ова е прва титула за Jaguar во 55 годишната историја на изборот за автомобил на годината во Европа и трета што ја освојува електричен модел. Пред него тоа му успеа на Nissan Leaf и Opel Ampera.